Почитувани, добар ден. Гостин во денешното интервју на Радио Слободна Европа е претседателот на Комитетот за односи меѓу заедниците, господинот Џеват Адеми. Господине Адеми, колку долго веќе не успеа да се одржи седница на комитетот? За жал, доста долго. Значи имам 4 една по друга седница незавршени, една незапочната, од една единствена причина – немање на кворум. Значи, незавршени ми се 6-та, 7-та, 8-та седница, а незапочната ми е 9-та. Така да, немањето кворум за исполнување на законската обврска од 2/3 присатни членови на комитетот прераснува во политички проблем. Велам политички проблем затоа што причината не е недоаѓање на членовите, не е отсаство едноставно како причина, туку односот, тоест определбата во институциите, тоест во комитетот, да не се отварат теми кои по некоја квалификација би паднале во така наречените жешки. Па кој ви ја блокира работата со оглед на тоа што вие изразивте сомнеш кон пратениците на ВМРО ДПМНЕ, меѓутоа тие ја префрлија вината на пратениците од помалите заедници? Кој мислите дека стои зад таа одлука? Кворумот во комитетот можат да го загрозат само пратениците албанци и македонци. Затоа што комитетот е единствено тело, единствена институција, каде што македонците и албанците се со изброј. Како што знаете, комитетот брои 19 члена, 7 се македонци, 7 се албанци и 5 се од останатите помали заедници, набрајани во преамбулата на Уставот. Турскиот пратеник, Србинот, Влаинка, Ромот и Бошњакот. Со сета добра волја не држи аргументацијата дека кворумот го загрозуваат пратениците од помалите заедници, тоа што тие тој ниту со бројка може да го прават. Така да 9-та седница за проектот Скопје 2014 пропадна од фактот што од 7 члена македонци присатни ми беа само 3. 4 не беа. Сите 4 се од редовите на ВМРО ДПМНЕ. Дали оваа блокада сега во комитетот ви представува некаков индикатор за односите во коалицијата? Пре би кажал, би ја сметал како индикатор за односите помеѓу двете заедници поголемите, албанска и македонска, не особено помеѓу коалиционите партнери. Случувањата во комитетот и за јас лично се изненадив, имале голем одзив и рефлексија кај граѓаните. На средбите што во меѓувреме сум ги имал не само со гласачкото тело, туку и со новинарите, и со обичните граѓани, и со аналитичарите, пријатно се изненадив колку се информирани, колку се упатени и колку се заинтересирани случувањата во комитетот да се надминат и комитетот да профункционира како еден вид е гарант дека во Македонија нема мајоризација, во Македонија нема надгласување, во Македонија нема блокади, во Македонија можат да профункционират и различните нешта за кои не мора да значи секогаш да се согласуваме. Меѓутоа, вие секогаш ги оценувате како добри односите во коалицијата, па мене ме интересира на кое ниво се хармонизираат тие односи? Јас не комуницирам со партиските челници и со координаторите на пратеничките групи. Јас комуницирам со членовите на комитетот. Друго е што овој или оне член може да подклекне под влијание на партиски став. Тоа е негова лична одговорност и одговорност негова како припадник на заедницата чиј представник е во комитетот. Така да јас правам напори, дозволете ми да искажам, да ги надминам овие политикански
вметнувања во комитетот, разговарав со сите членови на комитетот, со исклучок на господин Иван Стоилковиќ, кој ми е цело време недостапен. Од никого не успеав да разберам од кои причини не бил присутен. И после контактите што ги имав со релевантните меѓународни представници во Скопје, сметам дека на добар пат сум за да ги надминам овие работи и комитетот ќе се деблокира. Комитетот ќе почне да функционира нормално, затоа што е во наш заеднички интерес и на заедниците кои се застапени во комитетот и на институциите. По ваше гледање, сите овие неотворени прашања, има ли влијание врз подигање на тензиите на меѓупартиско ниво во мнозинството и на меѓуетничко ниво во земјава? Недоразбирање можеби, тензии не би сакал да ги така квалификувам како тензии, меѓутоа да, недоразбирање да. Зошто во комитетот да не се расправа за проектот Скопје 2014, кога тој проект директно одредува како ќе изгледа, како ќе личи строгиот центар на главниот град, како ќе се изведе да се изгради нов објект на темелите на верски објект, во конкретниот случај како ќе изгледа тоа, какви импликации ќе има врз меѓу етничките и меѓу конфесионалните односи и изградба на градска куќа врз темелите на Бурмали џамија. Какви импликации може да има фактот што на темелите на куќата каде што се родила мајка Тереза ќе се изгради нов објект, била тој и црква. Односно, како ќе се одрази тоа што на плоштадот кој е на сите граѓани би можело, хипотетички зборам, би можело да се изгради црква, а не и џамија. Се разбира дека ова има импликации врз чувствата и врз односите меѓу различните заедници, етнички и верски. Токму од овие причини јас се залагав и продолжувам да инсистирам во комитетот, во институциите, во собранието да се расправа и за овие теми. Во градскиот совет, во општинските совети. Зошто да не? Од дебати, од разговорите може само да ги разјасниме позициите, да ги разјасниме дилемите, да ги елиминираме евентуалните недоразбирања и шпекулации. Ова сегашно искуство кое што се случи со блокадата на комитетот го наметнува прашањето на механизмите. Имате ли вие механизми да ја одблокирате работата на комитетот? Механизам, освен свеста и совеста, одговорноста и заложба на секој член на комитетот да ги застапува, да ги пренесе, да ги брани, да ги унапредува интересите на заедницата од која тој доаѓа, хармонијата, разбирањето и внатрешната коезија во општество, не само во неговата заедница, туку меѓу сите нас, за жал нема. Може би е добро што нема казнени одредби за представниците на заедниците во комитетот, бидејќи така ќе доаѓа, нели, во одраз и одговорноста и моралните скрупули и посветеноста на кој да е член на комитетот, од која и да е заедница. Вие се обративте и до меѓународните представници во земјава, до амбасадорите Хереро и Фуере, па какви се резултатите од овие средби? За мене е од особено значење дека на последната средба што трите амбасадори ја имале со владата, вклучувајќи го тука и премиерот и вице-премиерот задолжен за споведување на Охридскиот рамковен договор, дека станува збори за комитетот, за случувањата во комитетот и укажувањето дека комитетот не смее да се доведе под знак на прашалник на ситни калкуланства и ситни математики и меѓу коалиционите партнери и меѓу другите партии. Ви благодарам за разговорот. Молам. Тоа беше неделното интервју на Радио Слободна Европа. Пријатно.